Јавното предпријатие Чистота и зеленило почна со акции за чистење на дивите депонии низ Куманово. Директорот Даниел Стојчевски информира дека на територија на општина Куманово лоцирани се десетина поголеми депонии. Вели се работи со новата механизација која што ја набави општината со кредит од Светската банка. Годинава за програмата за чистење на депониите се одвоени 2 милиони денари. Ние како јавно предпријатие имаме лоцирано десетина поголеми депонии на територија на општина Куманово. Знаете и дека една од најголемите депонии, најголемиот проблем со кој што се соочува јавното предпријатие, меѓутоа и она на што граѓаните најмногу реагираат е она депонија која што е во непосредна близина до централно градско подрачје, тоа е депонијата пред влезот на населба Перо Чичо, која што представува особен проблем за граѓаните кои што живеат во тој дел на градот. Таа депонија е чистена веќе десетина пати. Повторно преку овие акции ќе направиме чистење на истата депонија, која што представува едно од најголемите депонии на територија на општина Куманово. Во текот на вчерашниот ден се вршеше чистење на депонија на регионалниот пат или место викано Лапунти. Денеска повторно се наоѓаме кај место викано Касарна, непосредно до село Проевце, каде што денеска тука ќе извршиме чистење и овие акции ќе продолжат и во текот на наредната недела. Значи, веќе во разговор со одредени председатели на местни заедници имаме и насоки и укажување каде е потребно да се изврши чистење и санирање на диви депонии. Преку разговор со нив и во соработка со општина Куманово, преку соработка со надлежните инспекциски служби, ние ќе извршиме чистење. Стојчевски апелира граѓаните да не создаваат нови диви депонии. Ќе биде потребно да се работи на свеста на граѓаните. Еве ќе упатам апел, ќе искористам ова прилика по кој знае кој пат да упатам апел до граѓаните да се воздржуваат од создавање на ваквите диви депонии кои се навистина штетни по здравјето на населението и ја загрозуваат животната средина. Апел до надлежните инспекциски служби за навремено реагирање и фаќање на сторителите кои што несовесно се однесуваат, бидејќи само на таков начин ние ќе имаме чиста и здрава животна средина. Тој се надева дека акциите за чистење ќе завршат до крајот на јуни и дека граѓаните повеќе нема да ја загадуваат животната средина.